po povod najgolemijot i najtržestvenijot praznikot na praznicите Христовото воскресение. Христос воскресе. Целата историја на човештвото не е ништо друго, освен едно големо чудо, чудо над чудата, кое непрекинато продолжува низ вековите, се до второто воскресение, општото воскресение. Возљубени во Христа, воскреснатиот, мили наши духовни чеда. Ние славиме голема победа. А таа голема победа е Христовото воскресение. Живееме во една голема победа и исто така прославуваме победа над смртта, прославуваме победа исто така над се што е нечесто, недостојно. Победата носи со себе многу дарови, победата ни дава многу исцеленија, победата на животот е Христовото воскресение, таа победа е победа на смртта. Христос, нашиот Спасител, ја извојувал оваа победа не за себе си, туку за нас, грешните. Затоа треба да се радуваме со истата она радост со која се радувал Адам, кога бил во рајот пред да сгреши. Но знаеме дека гревот на Адама донесе срам, затоа Адам пред Христа, нашиот Спасител, се засрами и на прашањето на Господа, каде си, Адаме, тој одговори: не облечен сум, затоа се скрив, што значи последично гревот ја го носи срамот, а потоа била присутен бил и стравот кај Адама како последица на гревот, смртта. Па така ние не можеме да се ослободиме од гревот и смртта по никаков друг начин и по никаков друг основ, освен преку силата на Христа воскреснатиот, Спасителот наш. Верата наша во воскресението од мртвите е најзначајното нешто, зашто самиот Христос, нашиот Спасител, рекол дека ако верувате во мене, ќе имате живот вечен, зашто јас сум патот, вистината и животот. Кој верува во мене, тој ќе има живот. Во таа смисла и го честитаме празникот над празниците Христовото воскресение со најрадосниот празник, со најрадосниот поздрав на Христовото воскресение: Христос воскресе. Навистина воскресе, нека е честит празникот и за многу години.